Почитувани, варваризмот и неспособноста стануваат основни одлики на така наречените културни работници на СДС. Наместо да напредуваат, уназадуваат. Наместо да создаваат, рушат. Наместо да го ценат квалитетот, спроведуваат партиски чистки. Бркаат од работа успешни професионалци и вработуваат од чистачка до директор. Луѓе со членска на СДС како втора лична карта. Таков и новиот совет за култура на министерот Роберт Алагјозовски, во кој членуваат познатите деструктивци од СДС, сеачи на омраза и поделби. Луѓе кои активно работат на уништување на историјата и културното наследство на Македонија. Советот за лечење на фрустрации на Роберт Алагјозовски е сочинет од луѓе како Ѓунер Исмаил, Мирослав Грчев и Владе Милчин, а повеќето од нив јавно говореле дека ќе го рушат проектот Скопје 2014. Ќе рушат споменици, ќе ги минираат, ќе ги топат и од нив ќе прават суровини за металуршката индустрија. Ова не се зборови на осуден криминалец или бомбаш. Ова се зборови на првиот човек во Советот за лечење на фрустрации на Алагјозовски. Цитирам: "Ќе ги минираме, ќе ги стопиме, ќе ги уништиме", вели Ѓунер Исмаил и продолжува: "Оној воин, со се мајка му, со се татко му, Никола Карев и целата булумента која служи за подсмев, во СДСМ се дискутира безмилосно и радикално." Затворен цитат. Господа советници, ви препорачуваме вашите фрустрации и радикалност да ги канализирате во вашиот дом или во соодветната институција, која не е Советот за култура. Без оглед на познатиот однос на СДС кон историјата и хероите на македонската држава, без оглед на вашиот бес и гнев, тој став не е на мнозинството граѓани во Република Македонија. И треба да бидете многу внимателни во чувството на семокност кое може да повлече непромислени постапки. Започнавте со јадење на живи луѓе и политички прогон кој ќе заврши на суд на штета на Република Македонија. И за тоа сталинистот Алагјозовски ќе одговара. Но доколку се обидете да ги уништите спомениците на историјата на македонската државност, ќе одговарате сите до еден и ќе ви суди народот. Дури и поскоро од колку што очекувате. Ви благодарам.